Ќе чујат овие работи што ќе плукаат, ќе пцујат, ама работите се веќе јасни. Нема, ясно е. Да. Мислиме, има средба на албански политички партии кои се делна коалиција со ДУИ, со високи функционери на ДУИ, тоа е не дека пред 2 недели, каде што висок функционер на ДУИ вели Никола Груевски нема 7 или 8, има 14 пратеници кои сега во овој состав. 20 има, според моите пресметки. Не, ако има избори, туку во сегашниот состав кој може да ги извади да гласа за уставни измени. И дека ако суди одредена бројка. А он е против. Груевски сега е против уставот. Он е против уставот. Тоа го напише на Facebook. Да, он е против. И Сега кажа на пратениците да гласат против. Кога Груевски тоа го кажа, Да. тогаш јас бев сигурен дека планот А, ако има план А, ке Стео Пендаровски, враќање на Груевски, гласање за уставни измени, стикчиња, флешерчиња, USB Нема и такво нешто. дека ако имало таков план, дека тој план ќе биде расторен, тој план ако постоеле сега расторен, сега е расторен, бидејќи Груевски рече нема гласање за уставни измени во Република Македонија. И сега има 20 пратеници нареден. И излегува Никола Тодоров на телевизијата на Али Ахмети и вели СДСМ не сака да гласа за уставни измени. А ќе обвинат ВМРО и Христијан Мицкоски дека се антизападна, антиЕУ веќе е и залепено како НАТО етикета. партија и дека врз база на таа платформа ќе направат коалицијата на председателски на парламентарни избори. И ако ги одвојат изборите, ќе имаат лакмус, точно ќе знаат кој е излегол, ќе може да пребројат, ќе може да се фокусираат кај имаат проблем, ако треба да фиксираат, да навртат, да нашрафат, да платат и така натаму. Така што тој оптимизам што го имаат у Белата палата, мене не ми е јасно на што се базира. Работата воопшто не е добра. Зошто Мицкоски влезе во конфликт со Никола? Мицкоски секога се плашел од Никола Груевски. Зошто Мицкоски влезе во конфликт со Никола Груевски? Некој му гарантирал, односно му направил наратив или му снимил приказна дека е појак од Груевски. Мицкоски го отвори конфликтот, знаете? Да, знам. Не го отвори Груевски. Тоа е моментот кога он се осеќа дека може да тргне, дека е посилен. Не сум сигурен дека е така, бидејќи Кој би можел? јас сум ја осетил силината на Груева врз собствен грб. Кој би можел да го натера Мицкоски да влезе во конфликт со Никола? Само истите луѓе што ги збориме цело време. Нели? Олигархија, Заев, ти ќе бидеш, тебе ти следи, природно ти е наредното право да бидеш премиер. Он е болен да биде премиер. Значи, ја не сум видел толку нескриена амбиција, не за да ја водиш државата, туку да бидеш премиер. Па нели беше на оние плакати, шпицен кандидат. Значи, не се става ни на листа. Шпицен премиер. Да. Кој ќе води? Страшно е, Кој ќе води листите на Никола Груевски, вие? Ја нема да бидам на никаква листа, нити планирам, нити ме интересира. Стефче Кимовски? Немам идеја. Даниела Арсовска? Немам идеја. Васко Наумовски го спомнува како човек